33.000, а излегле 73.000, додека на граничниот премин Богородица кај Гевгелија во Републикава влегле 30.000, а излегле 37.000, од кои 16.000 македонски државјани. Пожарите ги има на низа места низ Републикава, а и постојана е битката со огновите. Вчера гореше кај селото Богомила Велешко, потоа кај Македонски Брод, во Кумановскиот крај и Долнени Прилепско. Брзо действуваат екипите на терен, ама и дождот ги изгасна таму каде што врнеше вчера и ноќеска, а има и најави за врнежи денес. За 3 дена полицијата изрекла 1937 сообраќајни казни. Смртоносно било паѓањето од мотор за младиот македонски бизнисмен Душко Чифлиганец, заменик преседател на групацијата Адора. Несреќата се случила на мототрката во градот Брно во Чешка, кога 32 годишниот Душко паднал од моторот, тешко ја повредил главата и набргу починал. Пасија му бил спортскиот мотоциклизам, освојувал и врвни награди, ама за жал настрада во Чешка. Тука ќе застанеме, почитувани слушатели, со вестите. Ќе го продолжиме нашето интервју со Живан Рендев од Сдруженијето Наша Македонија. Ќе поразговараме околу значењето на Илинден, а потоа ќе се префрлиме за состојбата во Република Македонија, каде се наоѓа Република Македонија, зошто е дојдена до ова дередже. Понатаму состојбата, ренесансата на македонците во Егејска Македонија во споредба со македонците во Република Македонија, па и во иселеништвото, и веројатно и некои други работи ќе ги опфатиме. Живан, добар ден и добре дојде во нашата радиопрограма. Добар вечер, Ицо. Благодарам што сум овде и да му честитам на сите наши верници и патриоти. Добар Илинден, славен Илинден. 122 години. 122 години. Да, и 81 од Асном. И пуликај се најдваме котрите. Знаеш, памтиш ко имаше демонстрацијата за самосталност во... За независно, да. И рекоа да, станавме Македонија самостална држава. Со стариот мој плачевме од радост. Ама тој знаеш што ми рече? Сега вели живе плачеме од радост, ама дали ќе дојде време што ќе плачеме од жалост, што ќе се случи на нашата држава. И којтру има право. Оти пуликај сме сега, Ицо. Во Републиката, не знам дали е наша уште. Мислам, нашата република е само наша во име. Друга контролира и внатрешната и надворшната политика. И мислам дека, јас мислам лично дека Запад сака да уништи Македонија, не само Македонија, туку самата идеја, самата мисла дека има Македонија и македонци. Јас мислам таму се најдваме. И ако во Егејска народот се разбуди и се горди и не се плашат уште кај што се плаша едно време. Да. Ти го знаеш како беше едно време. Не можеше да речиш сум македонец или да речиш збор на македонски. Сеа песни пеат, ора игра, млади деца. Најмногу млади има во егејскиот дел на Македонија. Тоа е чудо. Во Република Македонија за возврат беше Лепа Брена, беа некои други пејачи од соседните држави, српски пејачи особено. И ако реагирам јас, мене ме прават ултранационалист. Да. Абе, ако немаш држава, мора да си ултранационалист, за да сториш државата. И нашата држава е во опасност, огромен опасност. Дали ќе успееме да бидеме самостална во овие 10 години? Не знам. Ама критична е нашата положба во Македонија.
Кои се твоите забелешки, кај кои личности, или од кога забележа Македонија дека пропаѓа? Па да ти кажа право, јас го знам Запад поарно, што Запад се знае самиот. Јас знам вистината на Запад, не фантазијата и пропагандата на Запад. Запад никој пат не биле демократи и верување во слобода и човечки права. Кај се тие Запад, тие до 1600 години кој јас бев тинејџер, има уште колонии во Африка. Ама и сега има. И сега има. И тие Запад има обсесија со Стара Грција. Тие ја направија цела таа историја за Стара Грција од Запад. И тие сакаа да подкрепваат таа држава. Фајк држава е. Тие што имаа бидено во Грција, што имаа живеено ко мене, може да знаат дека уште има луѓе што се збора албански во Грција, а се прави грци. Се кажува прави грци, албански збора. Јас не видов ништо што се случуваше во Републиката да ме направи да се плашам за нашата иднина. Јас само што знам како работа Запад и што е целта неа во Балкано. Може да го објасниш тоа? Јас мислам дека целта неа во Балкано е да уништат Македонија, да разделат ушеднаш од сите други, освен Србија, сите други, Албанија, Бугарија, Грција, се нини. Тие контролираа. Па и Македонија контролира. Ама каде е проблемот? Кај го гледаш ти? Кај е проблемот јас? Грција и Бугарија се проблемот. Ама и Запад и подкрепува нените интереси, си мислат тие дека ако има самостална Македонија, може да му е трн во Балкано за Запад. Мислам, ние македонците сме, иако немаме сега држава, имаме една славна, долга историја. Имаме гордост во нашето минато, имаме гордост во нашиот идентитет. И дури да сме ние држава таму, бугарите и грците неќе се задоволни. Ако не е Грција задоволна, не е и Англија задоволна. Па тие го донесоја царот, принцот во Грција. Исто и во Бугарија, германецот. Да, германци, двајцата се. Двајцата, да. Мене ми се лута бугарите, кому велам, вие сте германска колонија, за тоа бевте направени. Не бевте направени ко Бугарија, бевте германско царство во Бугарија. А ние никога не баравме тоа. Ние бевме првата нација, првиот народ во Балкано што да не бара од Запад да дојде некој да не владеи. Ние бевме првите, ВМРО беа првите радикална партија што стана восстание из цела Европа, така не беше? Да. Ама и Републиката за Илинден беше република, не беше царство. Да. А Запад сака да има свој цар таму, да ја контролира Македонија. И сега немаме царови сега имаме платеници во Македонија. И тоа мене што ми е жал, што имаме уште народ, што има поверење и во една и во другата од овие партиите. А истите партии се само друго име има. Така не е. Што е целта на ВМРО беше да влеземе во Европската заедница. Целта на овие СДС да влеземе во Запад. Драчиме за Запад, се митулкаме кој не сака ни деца. Запад не сака нам. Ако не сакаше Запад нам, зошто дозволија да не делат по 1000? Ма тие не поделија. Да. Тоа беше во Берлин 1878 година. Да, и седне во Версај по Првиот светски бој. Да, во Париз беше Версајскиот мировен договор 1919. Сите ја слава таа стара Македонија као првата европска империја, најјаката империја во нивното тоа време. Филип и Александар. А сега за нас
не сме биле луѓе, не сме биле народ, ниту луѓе не сме. Кој знае што сме? Знаеш што ти веле не сме биле луѓе? Оти тој што ми кажува мене, што сум јас, тоа implication, тој вели дека јас не знам кој сум. Значи не сум народ да знам кој сум, така не е? Ме изна смеа, ти му кажуваш на него убава дефиниција, почитувани слушатели. Кажи ми, ти кој ќе збораш со грк или шо било, му велиш ти не си грк? Поназад малку. Му велиш ти не си грк? Иако тој може да не е грк, може да е македонец, може да е албанец, ти таа е мешавина држава. Сите нини што беа револуционарни во 1824 година, сите беа албанци до еден. Не збораја грчки, збораја албански, не знаја да збораја албански. Пиши од нив пиши, вели, пуши ме, вели, шпиун кај турската армија. А турската армија, тие беа баше бузловки сите албанци. Вели, никој не знае што ти пушивме човекот и бевме исто облечени, исти народ, исти јазик зборавме. Е таа е Грција. Ова носијата што е на гардата грчка е албанска. Тоск. На тоските. Саша Узунов често пати тој пишува за тоа. Да, така е. Да. Така е. За Америка, што мислат македонците во Републиката дека Америка е пријател наш. Е пријател наш. Тие нас не признаја, се сеќаваш во 2004 година, после не отпризнаја. Кој има поверење во Америка? Ама еве нашите, значи не признаја тие само да помини референдум Да, за Македонија да стане федерална држава. Да. И се на шо нема македонци. Што направи сега во Ебрската заедница, Ицо? Да, тоа сакам да За кажеш тоа дојду да повеќе, ти кажа повеќе. Да. Кажи ми го твојот став или на Сдруженијето Наша Македонија. Слушај, Наша Македонија оваа година се трудевме да направиме на добри темели, добри легални места и оваа година сега ќе почнуваме да бараме луѓе да станат членови, да не поможуваат. Оти еден човек ништо не може да стори, Ицо. Народо може да стори заедно. Еден човек може и Александар. Ако беше Александар без на Филип армијата, ќе можеше самиот да стори нешто? Не. Така и нашиот народ, сега што не слуша, треба да знае дека ниту јас самиот, ниту ти, никој не може сам ништо да направи. Само можеме заедничко, као народ, да се сложиме што ни се нашите вредности, што сакаме ние да успееме и заедно да сториме. Еден човек ништо не може да направи. За Европската унија, што ни се случи пред месец дена? Гласаја дека нема Македонија, нема македонски народ. Нема no such thing as Macedonia. Нема такво нешто ко македонец. Како може тоа да орешат луѓе од други нации нам да ни кажуваат што има, што нема? Јас, ако видиш Англија, например, да фатиме Англија, таа е мешавина од народи. Може и повеќе мешавина од што беше Македонија. Но пак може кој било човек во Англија да се кажува ко англичанец. Така не е? Исто во Франција. Сега во Англија имаја од Африка беше политичар за надвошни работи на Англија. A Englishman, a good black Englishman. А ние, кутрите, треба доказ да кажеме DNA со некој бил пред 1000 години пред Христос, кој бил таму и ние треба да сме од нив. Како е тоа во овој свет? Како може такви услови да ни бараа? Кажи ми една држава што нема имано некакви, како да речам, влијание од историјата околу нив. Тоа не е веројатно, не може да биде тоа. Ние сме македонци, оти сме од Македонија. Така не е? Дали имаме ние сите врска со старите? Повеќето од нас имаме врска со старите. И
Ама кој друг народ се вика македонци? Сите пред нас имаја држави. Зошто Елас не беше Македонија? Да. Зошто Бугарија не беше Македонија? Зошто не се македонци Да. тие? Да. Зошто? Оти сакаја нашата историска слава, нашиот авторитет, као народ, као старо царство, светско. Оти Грција немаше светско царство. Тие не беа еден народ, тие беа различни луѓе. И јазиците не му беа исти. Беа, као да речиме сега Држави, градови беа. ние кашо сега ние збораме сличен јазик со србите, ама не сме срби, така? Сличен јазик со бугарите, ама не сме. Да. Не е исти. Исто така тие старите грчки градови и тие така беа, разли народи. Но тие се албанци, кашо рековме. Но јас мислам дека дури ние драчиме за Запад, Запад ќе игра игри со нас. Запад ко мали деца, ко сираци ќе не третува. Не може, ние треба самите да станеме и да речиме не. Никој не може да ни каже шо сме, кој сме, и тие шо не признава, не ни се пријатели наши. А ние за нив драчиме. Тоа беше, мислам, само 70 души беа спротив тоа. Сите околу 400 и другите, сите беа плюс. Нема Македонија. 420. Така беше? Да. И сега 100 и нешто беа за, другите не беа, не гласаја. Да, многу голем беше бројот што не признаваат македонски идентитет. Еве, ние во Австралија, знаеш како се боревме за македонскиот јазик, за кога не прекрасте Австралија во Славо Macedonians, Слав Macedonians. Жестоки борби водевме, демонстрации по 40-50 илјади по градовите на секаде. сакам да потврдам уште еднаш. Не може јас да имам чест за човек што не ме чести мене. И тој човек што не ме чести мене, што мисли дека јас сум толку глуп што не знам шо сум, тој не е пријател, тој е непријател. Тој сака да не уништи и тоа сака да осторат. Исо, јас оваа наша Македонија ја почнав пред 2-3 години, ама пред 5-6 години ми дојде мислата дека еден ден ќе треба пак да се бориме ние во Австралија за нашиот идентитет. И ова што се случи во Европската Јунија е доказ дека јас сум бил прав тогаш. Не знам, оти тогаш бев немав поверење во Запада за Македонија. Оти јас тогаш, знаеш, ние бевме Нино Кутерле, што сака ја правеше нас, така? Ама не му беше доста да контролира Македонија, тие сака да рушат Македонија. И ако ние не можеме да осватиме тоа и не можеме да се организираме во Австралија, и во Австралија пак ќе пробаа грците да прават тоа што направија. И овој пат, знаеш шо? Овој пат ќе речат, ама вие не знаете колку што знае Европската заедница. Тие гласаа дека нема Македонија. Ќе бидеме северно македонци? Не мислам. Не мислам дека ќе има името Македонија не ќе биде употребувано. Тие ќе менат. Јас Ама мислам затоа викам, ќе станеме ние наместо македонци, ќе за светот ќе бидеме северно македонци. Јас мислам ќе не делат, ќе му дадат дел на Бугарија, дел на Албанија, ама и дел на Грција. И тогаш може да ќе има трета балканска војна за Македонија, кај што беше другата. Оти нашите соседници не може, тие драчат за Македонија, и Бугарија и Грција. Тие не ќе спијат мирно дури да не уништат. Оти ние we hold up a mirror, како се вели, ние држи огледало, оти ние to their stupidity, нините лаги, тие и пулат во нас. Ние сме догас дека тие се лажовни држави. Ама зошто ние пак им веруваме на лагите? Но не ние, мислам на политичарите. Нашите политичари, Ицо, знаеш, јас никој пат не се мешав за таму, само се мешам сега за таму, само за тоа, за идентитето. Што сакате правите за внатрешните работи, ама ако пробате да уништите нашиот идентитет,
Не можеме ние во странство да прифатиме тоа и да не збораме против тоа. Така, да. Јас мислам дека најголемиот дел ќе земе Грција, ако не разделат. Уште повеќе Србите без ништо ќе останат. Добро прашање, Ицо. Јас Бидејќи мислам, ти рече бугарите ќе земат, албанците и грците, а каде ќе бидат србите? јас мислам ова, така ќе решат Запад, ама Србија не ќе дозволи тоа. Тие Србија, јас мислам Србија многу би ја сакала да земат Скопје. Иако мислам повеќето од србите не се кашо беа едно време, мислам дека не признае дека сме македонци. Да. Но пак мислам дека ако имаа шанс да земат дел од Македонија, зошто да не? Ти се сите мали државчина без ништо. Колку повеќе да земат, толку поарно е за нив. Се каде е кривицата што сме до ова дередже дојдени? Во политичарите, во народот не е свесен и народот, како што рече Игор Александров, имаме робски менталитет се уште? Или политичарите? Попанатам оди за микрофонот. Така. Прав е Игор дека сака да не уништат. Ама во кој е вината? You can say it in English. Јас мислам дека политичарите наши се криви. Не народо. Мислам, дел од народо е крив, да. Ама мислам, политичарите наши се сите купени. И сите тие што дојдоа да студираа во Запад, тие се вратија сите оперативс за Запад. Кој Шекеринска, например, да речеме. Ојде во Taft University. За Америка, ако еш во Америка, првото нешто што ќе те направи, ќе те прави америкоман, да верваш во нината демокрација, во нините вредности, во догмата нина. Америка кутрата треба да си пули што се случува во Америка, да не се меша во другиот свет, но таа е друга тема. Ама за нас, македонците, има спас. И со ние го зборавме тоа пред ова. Има спас. Ама, дали тој, ама ако решиме дојме тој пат, дали ќе има војна во Македонија или не? Спасо е да му речат, кашо рече ти. Еј, надвор, Путин, ало Жи, има место за нас во БРИКС, ама нашите не знаат да политика да работа. Ако сакаат тие да влезат во Европската заедница, треба да велат, не сакаме да влезиме, не ни треба да ќе на исток. Тогаш инаку ќе не гледаја. Ама ние сме копитач. Не ко човек храбар и со интегритет, туку се питаш, шо било дај ми... Не, тоа не работи. Ќе земам, така? Шо било и шо сакаш ќе направам? Или старите велеа купи ден помини. Народа наш мисли дека Запад е спас за Македонија е погрешен. Низ цела Европа има проблеми, низ цел за Европската заедница е полна со проблеми. Ама еве тие велат за држави без граници, а подигаат зидови по 10 метра високи. Не можеш да влезеш ти во Унгарија, не можеш да влезеш во Полска, не можеш да влезеш во Холандија. Британија излезе од Европската унија, а сега тие нас не прискаат да влегуваме во Европската унија. Што ќе правиме таму? Многу е важно за идентитетот, повторно да се вратиме, идентитетот, македонскиот јазик, името македонско. Мислиш ќе се зачува или ќе нашите ќе подклекнат, ќе ги пуштат бугарите во уставот? Не знам да ти кажа право. Мислам јас дека нашите политичари што ќе му речат ќе сторат. А народот наш дали ќе го прифати, не знам. А политичарите наши до еден, не знам дали е левица различна, ама овие другите две партии, тие се ко либерал и лајбар овде, ко демократ и републикан во Америка, истиот правец, и за истите интереси, не за народот,
туку за тие што и платваа ним. Ние во странство, особено во Австралија, еве да зборуваме за нас, за идентитетот. Мислиш дека во иднина ќе има притисок да се смениме од македонци во северно македонци? Ако ја рушат Македонија, името Македонија не ќе би употребувано ниту ко северно. Ама ако не ја рушат Македонија, така ќе бара овде, дека нема македонци, има само северно македонци. Ама и сега еве имаме притисоци и овде и на македонската радиопрограма, сакам да кажам и јавно, имаме секојдневно притисок од грчката заедница македонскиот јазик овде да се вика северно македонски јазик. Имавме искуство со Джеф Кенет како премиер и со Пол Китинг и тогаш во неговото време кога ни го смена идентитетот. Мислиш дека нема да го направат повторно овде кога имаш амбасада северно-македонска, кога имаш конзул овде во Мелбурн северно-македонски? Логично е да го прават тоа. Да ќе извршат притисок на другите. Тоа е логично за нив. Finish that problem. Let's get it over and done with. Еднаш и вреднаш да решиме овој проблем. Македонски. Немаш, кои се тие македонци? Тие не знаат што се. Тие знаат, еве, ти би спомна за еден пример, дете младо од Австралија, од Шепертон, рече дека било во баница. Сакам да го кажеш тој пример и ќе го завршиме интервјуто. Добро. Многу брзо сакам да ти кажам. Не, кажи го убаво, добро, кажи го полека. Во Шепертон, гркоманите почнаа да се разбудваа. Тие што се роднини мои, сите почнаа да се разбудваа. Дека не се, грци се македонци. Сите, од најјаките гркомански фамилии, изникнаа најјаки патриоти во Шепертон. Тоа ме зачуди мене. Но, еден од нив, татко му не од Шепертон, татко му од Мелбурн, зеде гркоманка од Шепертон, дето порасте, се вратва во баница, со текси, во плоштадо во баница, таму, што е Village Square, на сред село, и му вели, деца, по грчки. Само една фамилија збора грчки таму. Во Шепертон, сите други по наше збора, не знаат грчки. Деца, рече, се врати во наша славна Грција. Не може да застане, сум толку радосен. Излегорле двајца од селото и му рекоа, шо? Шо збораш, рече? Овде е Македонија, рече, нема Грција. Ако бараш Грција, мрш од ова село. Чудо. Тој Абер оваа вест ја кажа детето или ја кажа некој друг? Од кај доби? Мојо браче, што беше најголем гркоман, што е сега најголем македонец, му каза. Тие заедно беа? Не. Тој сега што зборам, не одат уште во Грција. Директно во Скопје и Битола. Една брачеда моја, знаеш што ми рече? Вели, како си избудали ме толку, вели? Ојдоме во Лерин, вели, кој во странство беше, немав никаква врска. Ојдоме во Битола, вели, вака ми вели. Од комплексијата моја, од бојата, вели, на кожата моја, од насмевката моја, од душата моја, од јазикот мој, и му велам на сестра ми, вели, сестро, македонци сме биле, вели, ова време и 70 години тојду за да се разбудам, вели. Тоа е позитивните нешта, Ицо. Добро. Живан, да привршуваме, имаме уште... Извини за моите... Мој македонски не е баш кашо треба, ама е кашо е. Твој македонски е чист македонски. Благодарам. Живан ми се плаче, почитувани слушатели, повеќе пати дека не зборувал литературен стандарден јазик, меѓутоа зборува тој јазик што ние Живан е од Лажец, јас сум од Оптичари. Еден јазик. Да, еден јазик во македонскиот јазик е основата на македонскиот јазик е од диалектите. Бидејќи сега ние не си го учел стандардниот јазик, не е тоа некаков недостаток. Не ти фали ништо. Ти си го зборуваш јазикот што е природниот, мајчиниот јазик, македонски. Фала, Ицо.
Јас самиот се чувствувам така, бидејќи мал дојдов и кој ќе мислам за политика, за филозофија, за такви работи, мислам во англиски и Го го преведуваш. преводам во умо, ама не знам доволно од збороите македонски, што знам. За тоа се срамам. Не треба да се стравиш. Благодарам Јас, што ме прими овде. Да, нема проблем. Ќе се вратиме со Весна. Нема да ви благодарам. Благодарам. Почитувани слушатели, доаѓаме до крајот на македонската радиопрограма. 5 часот и 58,5 минути и повеќе. Уште еднаш честити векови да ни е Илинден 1903, 1944, па и Херонеја исто така на 2 август 338 година. Поздрав секаде каде што не следите по социјалните мрежи и вие кои не слушате, се најдобро од мене и од Живан. Ја се слушниме следната емисија во четврток.